Почитуван председателя на владата на Република Северна Македонија, господине Зоран Заев, почитуван прв заменик на председателот на владата, господине Груби, почитуван заменик министер Буши, почитуван директор и заменик директор на Бирото за јавна безбедност, почитуван декан на факултетот за безбедност, почитуван градоначалник на општина Газибаба, почитувани представници на дипломатскиот кор, припадници на македонската полиција, членови на раководството на Министерството за внатрешни работи, почитувани семејства и пријатели на новите полициски службеници кои што онлайн ја следат оваа манифестација, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, дами и господа. Огромно задоволство за еден министер за внатрешни работи представува можноста да ги поздрави и да им честита на новите припадници на полицијата. Идните полициски службеници и наши нови колеги во Министерството за внатрешни работи. При тоа овој свечен чин не е само една точка долж континуитетот на животот. Ова е почеток на низа континуирани чекори, при што дополнителната едукација и животните и работните искуства ќе кулминираат во живот воден од желбата пожртвувано да се придонесе за благосостојба на луѓе околу вас, на општеството и на државата. Оттука, почитувани родители кои и годинава сте со нас, но на поинаков начин согласно условите за заштита на здравието во пандемијата. Нема да ми забележите ако кажам дека секој поединечен и генерацијски успех, особено кога станува збор за млади луѓе, представува успех на сите нас, посебно на вас, родителите, заедничка гордост, но и обврска да продолжиме уште поамбициозно и посилно во деновите и годините пред нас. А вие, почитувани идни млади колеги, кои што денеска овде во Центарот за обука на Министерството за внатрешни работи ја завршувате едногодишната напорна обука, а во суштина започнувате едно многу битно поглаве во вашиот професионален живот и кариера, подготвени и оспособени да се соочите со новите предизвици и ангажмани во рамките на Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија. Посебно се радувам што сите вие, 569 кандидати, кои што ги минавте ригорозните конкурсни селекции, ја завршивте едногодишната обука со солиден успех, како една од поуспешните полициски генерации во изминативе десетина години, а како награда за вашата посветеност, најдобрите од вас ќе имаат можност да бираат во која организациона единица во МВР би сакале да ја продолжат својата професионална кариера. Огромно задоволство ми причинува фактот што оваа генерација може да се пофали со зајакнување на родовата рамноправност, односно стотина од новите полициски службеници се жени, чија улога е извонредно важна во полициското работење. При тоа би сакал да нагласам уште еден важен предизвик со кој се соочи оваа генерација. Целиот овој процес го остваривте крајно одговорно во време на глобална пандемија со коронавирусот COVID-19, ни строги здравствени протоколи и правила. Почитувани присутни, пред сите нас како припадници на полицијата, на Министерството за внатрешни работи и покрај се што досега е реализирано, ни престои период на уште подинамично реформирање, период на нови и ни малку лесни предизвици, целосно институционално сообразување на Министерството
и на сите негови служби, особено полициските, согласно модерните трендови и стандарди на работење на европските полиции. Ако изминативе неколку години можеме да го опишеме како период на примарно нормативно конципирање на ресорот за внатрешни работи и период во кој што дополнително инвестираме во делот на материјално, техничкото, образовното, социјалното и професионално надградување на институцијата и на сите нејзини вработени, сега доаѓа период кога треба сите професионални капацитети уште поинтензивно да ги демонстрираме, не само во натаможна дека институциите постојат во интерес на сите граѓани, независно од нивните лични определби, уверувања или други различитости. Уверен сум дека сето она што го научивте и стекнавте како искуство низ 4 образовни модули, ефикасно ќе го примените во организационите единици, каде што ќе бидете распоредени. Дотолку повеќе што полицијата има и тоа како потреба од нови, млади, амбициозни луѓе, желни за професионален развој и напредок. Се надевам дека тоа ќе го искористите мудро, имајќи ја секогаш на ум нашата комплетна, колегијална и професионална подршка. Може би не секогаш ќе бидете во вашата зона на комфорт, бидејќи таква е природата на полициското работење и веројатно нема секогаш да можете да ги решавате сите светски проблеми одеднаш, што е одлика на младите генерации. Но никогаш не ја потценувајте важноста што можете да ја имате во општеството, бидејќи историјата ни покажа дека храброста може да биде заразна, а со тоа и надежта да добие реален лик. На крајот, дозволете ми уште еднаш во свое име, во име на колегите од Министерството за внатрешни работи, да ви го честитам успешното завршување на обуката за полициски службеници, посакувајќи ви лична и професионална среќа, многу успех и висок полициски интегритет во вашата кариера што е пред вас. Вие денеска, токму на 1 година од членството на Северна Македонија во НАТО, ја давате својата свечена обврска дека ќе служите на граѓаните и на државата. Ви благодарам на вниманието. Да живее македонската полиција, да живее Република Северна Македонија.